До крајот на оваа недела ќе бидат завршени анализите за движењето на цените на оризот, јајцата и шеќерот во периодот од 1 март до сега, пошто ќе биде познато дали ќе дојде до замрзнување на малопродажната цена на овие продукти. Според министерот за економија Крешник Бектеши, на почетокот на наредната недела ќе биде донесена одлуката, а јавноста ќе биде информирана по која цена до крајот на мај ќе се продаваат трите производи во продажната мрежа. До утре ќе ги имаме анализите, ќе го информирам председателот во делот на анализите и согласно податоците што ќе ги имаме утре кон крајот на денот, на почетокот на наредна недела најверојатно ќе се донесат соодветни одлуки, ако на анализите покажуваат дека има простор за тие производи да се донесат одлуки како што носивме и за претходните производи. Според упатствата што ги издаде Министерството за економија, инспекцијските служби треба да утврдат дали сегашните цени на оризот, јајцата и шеќерот во малопродажбата се намалени во однос на цените по кои тие се продавале на 1 март. Ако не било направено намалувањето и покрај поддршката што ја обезбедила владата за намалување на трошоците во работењето на трговците, тогаш се очекува носење на мерката за замрзнување на цените. Земјоделците се загрижени дека евентуалната одлука за замрзнување на малопродажната цена на оризот негативно ќе влијае врз висината на откупната цена. Поради тоа очекуваат да бидат консултирани при носење на мерката, за да не се случи тие да ги понесат последиците од неа. Оценка на оризопроизводителите е дека поради зголеменото инфлаторно движење и поскапувањето на репроматеријалите за оризопроизводство, тие ќе се најдат во незавидна ситуација, токму пред почетокот на новата сеидбена сезона. Пред да се донесе било каква одлука, мора да се размислува и за последиците, ние земјоделците кои ќе ги сносиме, врз основа на оние одлуки кои што ги донесува владата, а не се во согласно со нашите потреби за оризопроизводство и го негираат нашата желба за обработка на земјоделските површини и одгледување на ориз. Затоа сметам дека пред да се донесе било каква одлука треба да се поднесе одговорност и да се размислува во тој правец како може да се стимулираат земјоделците за да може да произведуваат ориз и понатаму. Со замрзнување на цената, со укинувањето на субвенциите и воведување на некои додатни трошоци како осигурување, нас ќе не доведе ние сами да се откажеме од оризопроизводството. Откупната цена на оризот во моментот се движи од 33 до 36 денари за килограм арпа, во зависност од сортата. При тоа, најмногу се плаќа за арпа од сортата Сан Андреа. Земјоделците стравуваат дека со замрзнувањето на цените на оризот во малопродажната мрежа, откупувачите ќе ја искористат ситуацијата за да ги намалат и откупните цени. Локалната самоуправа на Виница ги продолжува активностите за комунално уредување, во чии рамки се спроведува и чистење на речните корита во општината. Деновиве со градежна механизација се работи на расчистување и уредување на коритото на Градечка река, на потегот што поминува низ Виница. Изведувач на работите е фирмата Гранд Уни Инвест од Виница, со која во средината на минатата година општината склучи договор во вредност од околу 10.000 евра. Со него е предвидено, според потребите, во текот на едногодишен период да се реализираат активностите за чистење на реките. Од општина Виница информираат дека по завршувањето на расчистувањето на речното корито на Градечка река ќе се продолжи со расчистување и уредување на коритото на Виничка река. Со механизација се прави ископ на земја од 3 и 4 категорија. При тоа се отстранува и шутот, како и диво обраснатите дрвја и длабоки корења. Се порамнува и уредува речното корито. Средствата за реализација на овие активности се обезбедени од буџетот на општина Виница. Полицијата лишила од слобода 22 годишен кочанец поради основано сомнение дека се занимава со трговија со дрога. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, кај 22 годишниот ПГ од Кочани бил направен претрес во дом и во други простории во Виница, каде што престојувал. При претресот што бил извршен со наредба од Основниот суд во Виница, пронајдени и одземени биле 2 кеси со марихуана, бела прашкаста материја, дробилка, дигитална вага, предмети со остатоци од прашкаста материја и поголем износ на пари.
При тоа, лицето било задржано во полициската станица, а за случајот е известен јавен обвинител. По целосното документирање ќе биде поднесена соодветна пријава по брза постапка. Полицијата од Кавадарци го лишила од слобода и 47-годишниот БС од Теранци. Тој бил осомничен дека на 12 март од камп Приколка, лоцирана во местноста Нари во атарот на селото Крњево Кавадаречко, украл разновиден алат. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, лицето е приведено во полициската станица во Кавадарци и по документирањето на настанот, за него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. По повод 17 март, денот на Црвениот крст и денот на крводарителството, градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов организираше прием за представници од Општинскиот Црвен крст од Кочани и за повеќекратни крводарители од општината. На средбата се разговараше за досегашните активности и плановите на кочанските крводарители за тековната година, при што беше нагласена соработката со соседните општини. На средбата со градоначалникот, представниците од Црвениот крст ја истакнаа иницијативата и заложбата за продолжување на меѓусебната соработка и унапредување на крводарителството. Од име на општината, градоначалникот Папазов упати благодарност кон сите крводарители, искажувајќи ја поддршката за нивната благородна и хумана мисија. На средбата во општина Кочани беше истакнато дека минатата година е оценета како една од најлошите во поглед на крводарителството, и тоа не само во Кочани, туку и воопшто во државата. Сепак, од планираните околу 1300 крвни единици, собрани се над 1000. Истовремено беше упатен апел до сите заинтересирани граѓани, кои и досега дарувале дел од својата драгоцена течност, да продолжат со крводарителството, како и за оние кои за прв пат сакат да се вклучат во големото хумано семејство на крводарители во општина Кочани.